тука во опрема сме. Па, Ова е многу интересно, не е што готвачка, тој е не е подготвен. готвачка опремата. Да. Ние сме подготвени, сите тројца заедно. Добро утро за Лазо Миновски. Добро утро, Човекот кој што Лазо. ќе ни асистира ова утро и ќе ни каже што се е потребно да се подготви еден велосипед за преминот од пролет во лето, кога се будиме и ние, како змиите, исто имавме тема за змии. Велосипедистите Ќе се будат овој облечеш период. исто кицела или затоа што тој се спреми, јас малце бев во недумица дали тој ќе работи. Јас сум чиокот да не се извалкам. А, Лазо е професионалецот. Добро, се става престилката прво. Види сега што се е потребно. Не знам за што да разговараме. Секој сам дома да си го подготви велосипедот како треба да се третира. или во продавница, Како треба да во се байк шоп, во сервис официјален, овластен. Не мора да е сервис. Како треба да се третира? Како во сервисот тебе се третира еден велосипед? Што се гледа, се прегледува, се штелува, се Па се зависи велосипедистот зашто го има донесено велосипедот. Паднал, затоа што има некаков проблем со велосипедот. Тоа се адхок ситуации, може да се случат во текот на целата редовен година. сервис, контролен сервис, комплетен сервис, еднаш во годината се носи велосипед за комплетен сервис. Еднаш во годината, така е редовен Збориме сервис. за рекреативците кои што возат помеѓу 3 и 4.000 километри годишно. За малце поспремните рекреативци може и на 6 месеци да се отвори нивниот така. велосипед. А професионалците? А професионалците, дури да речеме, после 5-6 етапи на дожд, кога возат тренинзи на дожд, се отвара. Затоа што водатите како е проблем за лагерите на велосипедот. Што опфаќа еден редовен сервис. Што опфаќа еден редовен Ова сервис? велосипедче тука скромно да го склопиме и да го Јас сакав сервисираме. да возам, вие ми го расклопивте и толку. Дајве Ето. да го ставиме велосипедот. Превозбудливо ќе беше денеска. Змии во студио, Јована да вози велосипед, значи. Ти сакаше затоа да се поштедиш себе Не си. гледачите да ги поштедиме, премногу возбуда. Добро. Сакам да објасниме редоследно што е ова. Што е? Ова е добро, ова е сталак. Како му е името? Ова е сталак за поправка Нема на некоја велосипед. посебна Па нема сталак. Како понг или како нешто? Не, сталак се вика. Не. Ајде да речеме вака. Ако се збориме ако дојдете во официјален сервис. Добро. Се става Како што и сите би требало да се става поминат. велосипедот на сталак, затоа што тука ние попредано нема потреба да се кичмиме горе-доле, све е у наша висина, сталакот си иде горе-доле. Како стоматолошка столица. Да, како стоматолошка столица. Срекаш што не е како друга столица. Ако правиме контролен сервис, тоа значи дека ги затегаме сите штрафчиња на велосипедот, сите штрафчиња на велосипедот. Пред ги проверуваме гумите, во какви издање се, дали се распукани, дупнати, не се дупнати. Ги проверуваме кочинците. Добри ли се гуми? Ови. Да, овие се добри гуми. Не, ова Не се значи возени дека не е воопшто, возен, дека Не се возени воопшто. Ги проверуваме Па зошто е кочниците. купен точекот ако Ги не е проверуваме возен, кочниците, значи? нели? Мора секој велосипедист да Да, има сопирачките мора да бидат. Добре. безбен. Какви се овие сопирачки? Овие се дискови, али механички, не се хидравлични, тоа се механички. И са секој велосипедист кој ќе порасне малце со својот тренинг Па така и и ова. апетити, после ги си купи со хидравлични кочници или сопирачки. Значи, први гумите, ги проверуваме пакните, дали се гумички, дали се пакни се тие за пакни? дискови. Тоа се делчињата кои кочат на роторот, на дискот, повеќето диск. Гумираните делови од сопирачката. Тие последните што Ама имаат гумираните контакт, се сосема на други велосипеди. Ова е диск Добре. брейк, нели со дискови, ова дека се пакни, не се гумирани. Потоа ги проверуваме брзините. Многу е битно да се знае брзините дали вака. Многу е интересно. Можете да имате супер велосипед, скап велосипед од 2, 3, 4, 5, 10 евра, али да не е добро подготвен, значи да не функционира како, да не е наштелуван добро, тогаш нема лезет од вожњата. И средствата вложени не значат ништо. Подобре да си има поевтин велосипед, добро спремен, а да функционира секако саат, како што треба. Затоа брзините се едни од најголемите проблеми кај велосипедистите. Менувачите. Менувачите, да. Односно брзините, да се наштелуваат брзините со менувачите. Да.
Сега, повеќето велосипедисти, дали се роуд или маунтин байк, ако имаат проблеми со менувачите, може да си ги наштелуваат додека си возат со, например, на твојот велосипед со овие тука, двете, или да се застане на самиот менувач, има заштелување Како страпчење. сега во време на возење се штелува тука. Па така, ама тоа збориме пак кога ќе се изгради некој како велосипедист. Како добро, почетник да, не може, рутина. тоа ќе му биде научна фантастика, проект да не кажам, али понатаму додека секој си вози може да се наштелува за точно во стота да го наштелува менувачот да работи како саа, Да не се слуша. Да не се слуша. Да не се слуша. Збориме, ова е основниот сервис за тегање на сите штрафчиња на кормилото, на седиштето, на тркалата. Значи, се тоа основен контролен сервис. Центрирање на тркалата. Многу е битно да имаме центрирани тркала, да се центрираат, да се избалансираат. Ако не работи како што треба, и се губи енергија, плюс не е безбеден, шантра и така натака. Не можеш големи брзини Да, и не е вкусно возењето. И не е вкусно возењето. Сега, додека преме комплетен сервис, сето ова, што ви го кажав, истото го правиме, со тоа што вклучуваме и ги отвараме сите 4 лагери. Тоа е на хедсетот, кај вилушката напред, на средната осовина, на предната главина и на задната главина. Збориме за тоа еднаш годишно што треба. За тоа еднаш годишно или Имаме и фотографии само за решијата. еднаш годишно или сугестија може да ги или видиме за сега. дечки што веќе 2-3 дена поред возат по дожд, по 40, 50, 60 км, убаво е Добро. потоа да се отворат. Сега ќе рече некој купуваме скапи велосипеди, Еве како изгледа отворен велосипед. Индустријски лагери имаме, затворени лагери. Верувате ми, водата влегува сегде. И тоа е неголем проблем за... Ми се допадна тоа што го објаснивте убаво дека не секогаш цената е фактор за тоа каков е велосипедот што го возиме. Да. Се допадна тоа, да. Да, точно, значи спремен, убаво наштелан велосипед е убаво да се вози и функционира тренингот како што треба, или возењето, или рутата, не знам. Па добро, кој- секојдневната рута, да. Да. Еве како колегата доаѓа со велосипед на работа. Да, тоа е Денеска супер. ќе си замине со наштелуван И тоа е за поздравување, тоа е за поздравување. Многу е за поздравување, да ви кажам, од Ѓорче до центар, до Далеку Македонска е, телевизија далеку е. секој ден. Сонцето е далеко. Па да речеме негде 8,5 9 километри Да, и вчера во еден правец. Вчера беше мерено 19:45. Со маунтин байк, со велосипед за планински авантури. 19:45 19 минути 45 секунди. Дали е тоа добро време на поминување? за 9 километри? Од Да не речем веќе на ке профе. од куќа до да, сериозно Да не е по булевар да не е Илинден. поголемо времето. Добро. Не, Или помала дистанцијата. 19:45 од прагот на дворот, значи на влезната порта на дворот, до прагот на Македонската телевизија. 19:45 и може да се провери. А не беше на Страва вклучено штета. Тоа скоро е нешто време како со моторче или со кола да се стигне. Значи, не, колега ве пофали ако си сме со времето во ред. Значи, Не, сега се испитуваме дали е точно времето. дали Не, точно? ова е голема Добро. просечна брзина, 30 на просечна брзина. Ова е голема просечна брзина. По булевар Илинден, по празните... Не може со вас да се споредува, но во ред е. Не ми е Ајде, верно, добро. ајде. Не ми е верно, ама Ќе провериме. Ќе проверим. Колку време има гаранција граѓанинот кој што си вози велосипед рекреативно и кој што го испочитувал правилото дека еднаш во годината треба на редовен сервис Интересно да се прашање, однесе? вчера ми стигна такво прашање од Крушево, велосипедист кој сака да го донесе својот велосипед. Он го донел неговиот велосипед на сервис, донесе убав велосипед, го спремивме и никому ништо, све е како што треба. Дури он беше дечкото Стефан што отиде до кај Тоше Преевски, во Нова Градишка. Сега дечкото си купи некој велосипед обичен од 4000 денари, да го вози низ град, да не го троши убавиот скапиот велосипед. Ме праша дали може да го спремиме велосипедот. Јас кажав, све е во ред, донеси го пред да го видиме, но не можам да ти гарантирам за сервисот. На такви велосипеди, преплавени сме од многу кинески велосипеди, преплавени сме од кинески велосипеди во Македонија, во Скопје, со многу слаб квалитет и со слаб квалитет, а високи цени. Во моментот кинескиве точаци ги имаат многу високи, ги ставија многу високи цените. Ја не знам што се случува. Например,
на таков велосипед треба да се стегне штраф. Зашто ако не се стегне е лабав, а ако го стегнем може да се пресвика или прошлефува навојот на штраф. Добро, сега тука и прашањата се наметнува тоа што зборевме, Лазо, кога се подготвувавме. Имаме делови за замена достапни кај нас во Македонија? Имаме и за ефтини и за скапи велосипеди. Добро, тоа е важно затоа што сепак ако вложиш сакаш па потоа да може и да се одржува, така? Имаме доста продавници во низ Македонија и мислам дека секоја продавница, односно сервис е снабден со тие најбитните работи околу кочници, пакни, жици, лагери, гумички. Може да почнеме со сервисот, нешто да му се случува на возилото слободно, додека гостинката друга доаѓа само во... уште едно прашање за тоа која треба да биде причината, да речеме, за која што треба да се донесе велосипед кај вас. Дали треба да му падне ланецот, дали треба да има некој чуден звук. Верувам дека така доаѓаат, нешто ми свири, нешто чудно ми работи. Може и ради тоа, али повеќето си ги носат без разлика дали ги возеле 500 километри или 3000 километри, си го носат секоја година, затоа што се убави велосипеди. Имаат убави лагери, убави конуси, само се стручно зборам, али ова се убави велосипеди и не е убаво да се запостави велосипед, потоа поправката ќе чини многу повеќе. А вака секогаш се ги спречуваме. Да. Ајде да речеме како колата. Ние не слушаме некогаш звук на колата, а ги носиме на сервис. Да, тоа е тоа, дека редовниот сервис... На промена на улје, филтри, воздух и така најважно. натака. Ништо на твојот велосипед, Бранко, прво гледам дека гумите ти се издишани. Како е купен, така е најскапата уметничка фотографија во мојот дом. Значи, треба добро. Ние немаме... Односно слика уметничка. Немаме компресор, ќе мора рачно тоа да го направиме. Значи, не е ова велосипедот кој што го вози. Добро. Не, тој другиот, тоа е за Скопските улици. Извини. Ова само што ги Ајде. Времето што е поставено од страна на Бранко е со потешкиот велосипед, не со брзиот велосипед. И многу ми е криво што не беше на страва. Тоа е, да, донесов крпчење. Тоа е тоа што сакам да кажам. Секојаш кога ќе се извадат велосипедите од гаражите, визбите, подрумите, првен се прибришуваат. Донесете си ги на сервис. Дајте ве молам широк кадар да донесете се ги види на сервис. како учествува во Многу битна работа. да. Многу битна работа е што сите ги перат велосипедите. Велосипедот не се пере, велосипедот што се кажавте ова. брише. Тоа сум го Рековме дека забележала. водата е голем непријател на Тоа сум го сите забележала делови дури и на велосипедот. места така што автомобили се перат, сум забележала дека перат и велосипеди. И на која само една прашината грешка. тоа. Која што Отпрна. често од незнаење може да ја направиме. Па највеќе грешки се прават од незнае. Еве. Ова гума да купавме. Добро. А јас да проценам да видам тоа. Добро. Експертов пат. 100 килограми додека не седнат на велосипедот, не знаеме дали А е не добро. знаеме потоа и гумиве. Види, време траењето на еден велосипед кога се чисти и одржува е поголемо и на ланците и на запчениците. Многу луѓе прават голем проблем. Секогаш као внимаваат и ги подмачкуваат своите ланци, али претходно не ги бришат. Значи ланец пред да се подмачка мора да се пребрише. Ако ставаме улје, ќе стане многу црн. Ви падна крпче. Практично новото масло нема да стигне таму каде што треба, туку врз И не изгледа убаво, и не изгледа вкусно. Да, врз минатиот слој кој што треба Лазо да добар се отстрани. чираков гледам. Да, Се одлично. погоди. Вежбано е ова. Цел живот чирак, што да правиме? Добро, тоа е тоа. Ми се допаѓаат крпчињава дека се бели, да се види што е од страна. Што уште нешто, куси сме со времето, имаме само уште една минутка, што е тоа што дополнително може да го направиме? На Пред велосипедот? Па ништо, да. еве сега ќе му ги провериме брзините. Не знаеме во каква состава и колку и како го возел. Бранко. Сега ќе пораснеш како велосипедист, Бранко, ќе си купиш со електроника, електронски на дугме, вака имаш мануелни менувачи, што не викам дека не чинат. Како беше, викам возат нозете и срцето, а велосипедот Да. е само украсот. Значи и малата шајбна што е за горници и големата му се исправни, спремене да оди на водно. 0 километри. Кучници. А Оваа дали е сезона, можеби ќе ја отвориме. подготвен да
оди до градски парк, па да си седне на една убава пољана, па да си извади, да речеме, некој чаршавче, па да си седне, па една убава книга да си чита. Подготвена? Подготвена, ама не со овој велосипед. Ама Овој не со. велосипед е за малце по друга дистанца. Со друг велосипед, Како, со корпа, например, со Ротердам. корпа ќе Со иде. корпа, Да. значи Како, јас например, ќе си најдам, ќе си Ротердам. најдам друг. Ротердам. Ова А, Ротердам нека биде најава. А добро. книгите беа друга асоциација. Да, следниот разговор е тој. Лазо, благодариме. Со тебе ни се куси минутите секогаш. Ветуваме дека годинава ќе се гледаме почесто. Оти навистина и твоите надминувања на можностите во возење велосипед, веројатно и границите и се ќе надминат. Ќе бидат поместени. Така што ветуваме дека се гледаме годинава. Фала ви многу. Благодариме.